Минатата година на адреса на заменик народниот правобранител во Штип поднесени се најголем број представки откако постои оваа институција. Голем дел од представките се во делокругот на ингеренциите на народниот правобранител како институција која ги застапува правата на граѓаните кога тие се оштетени од работата на органите на државната управа, локалната самоуправа, јавните претпријатија основани од државната или локалната власт, потоа кај лицата со јавни овластувања, судските органи и предпријатијата со доминантна државна сопственост. Во Штипската канцеларија на народниот правобранител минатата година најмногу представки биле поднесени од граѓани кои се незадоволни од работата на судовите. Во текот на 2015 година беше карактеристично тоа дека, како и секоја година, најголем број од представките се однесуваа за незадоволство од донесени судски јавно-обвинителски одлуки, каде што народниот правобранител нема надлежност за постапување, туку согласно член 12 од Законот за народен правобранител има надлежност за постапување само во случаеви на неоправдано одолжување на постапката. На второ место по бројот на представки во канцеларијата на заменик народниот правобранител во Штип се граѓаните незадоволни од наплатата на радиодифузната такса, пошто народниот правобранител интервенирал во македонската радиотелевизија во сите случаи каде е повредено правото на лицата кои се ослободени од плаќање на оваа такса или имаат двојна или тројна наплата во едно домаќинство. Во најголем дел укажувањата на народниот правобранител се прифатени од македонската радиотелевизија. Минатата година минимизирани се представките кои беа најбројни во 2014 година, а се однесуваа на работата на извршителите. Да речеме 2014 година многу од представките во зголемен обем беа за работата на извршителите, за незаконско блокирање на нивните сметки, не незаконско блокирање, него блокирање без да увидат дали на трансакцијската сметка должникот прима плата, прима пензија или прима некаков додаток кој што треба да биде иземен од извршување, како што е социјалната помош, како што е додаток за нега од трето лице, како што е издршката за малолетни деца после развод на брак. На државно ниво, во извештајот за работа на народниот правобранител во 2015 година, доминираат појавата на масовно прекрашување на едно од фундаменталните човекови права и слободи, правото на приватност на личниот и семејниот живот со аферата прислушување. На второ место се представките за полициска бруталност кон демонстрантите, има пријави за мигрантската криза, за условите за престој во казнено-поправните домови кои се под минималните стандарди и за неефективното управно судство. По укажување на народниот правобранител, минатата година пациентите со цистична фиброза беа внесени во Националниот регистар за ретки болести.